Регионалниот одбор на регион Прилеп, кој ги опфаќа Крушево, Долнени, Кривогаштани и Прилеп, е задоволен од одзивот на наставниците кои штрајкуваат и значи 100% сегде се штрајкува. Имаме училишта и градинки каде што има притисок. Знаеме сите дека во градинките имаше голем притисок за да се работи. Има во дел на градинките каде што нема прифатено ни едно дете, дел има прифатено, во интерес излегле наставниците, воспитувачките што се и негователките на договор, што еве можам да напоменам дека и тие можат да стапат во солидарен штрајк и дека ќе ги имат истите заштити како што ги имат и членовите на СОНК. Во одреден дел на училиштата има да речеме од 1 до 5 професори наставници кои прифаќаат деца, но еве ова прилика ја користам да се заблагодарам и на родителите кои се солидаризираа со наставниците, воспитувачите и негователките и не ги донесоа нивните деца во училиштата и во градинките. Значи, од колку наставници, колку се на настава, колку не? Може некој пример, во моето училиште од 90 наставници, 20 наставници работат, емто со десетина деца во училница. А во другите училишта? Во другите училишта имаме поголем број на наставници, каде што има во Климент се 6 наставници, во индустријско имаме, мислам дека 6 исто професори кои работат. Другиот дел во Климент се од стручната служба кои не штрајкуваат. Меѓутоа, еве, уште еднаш напоменувам дека викендов имаме сознанија, стаса е до мене сознанијата дека имале голем притисок на тие членови кои се членови на СОНК во последниот период вработени од 2017 до 2022 имале притисок да не го поддржуваат штрајкот. Напоменувам дека секој што уште еднаш или некој ако се осмели да притисок да врши на членовите на СОНК, а и на колегите кои не се членови на СОНК, доколку имаме сознание точно кој што и како, дека ќе биде пријавен и ќе одговара по кривичниот закон. Уште нешто да ги повториме барањата на СОНК? Барањата на СОНК се усогласување на платите со колективниот договор. Во моментов ние бараме 18,4, разликата што е од минималната плата 15.200 до 18.000 денари, меѓутоа во континуитет бараме спроведување на платата со множење на коефициентот со минималната плата на национално ниво. Тоа е дека до 2024 година дадовме период да јануари 2024 да се исполнат тие скроз, мислам да се исполни барањето со минималната плата и да влезе во колективниот договор како што е тоа во култура. Значи и во сите наредни колективни договори кои ќе ги подпишува СОНК, минималната плата на национално ниво, брутото, да се множи по коефициентите или бодот да се пресметува со минималната плата на национално ниво. До кога ќе трае овој штрајк? Штрајкот трае се додека владата не излезе со понуда до СОНК. И доколку понудата е прифатлива за членството, тогаш штрајкот мислам до советот на СОНК доколку е прифатлива, ќе се пушти до членството. Значи сите членови на СОНК одлучуваат дали ќе се прифати или нема да се прифати. Доколку мнозинството од членството одлучи да ја прифатиме таа понуда, штрајкот ќе се прекине. Доколку не одлучи штрајкот, значи ќе го оставиме дали во мирување, дали во додека не одлучи членството. И како ќе се надополнат овие изгубени денови за учениците? Тоа е во договор со владата, ќе се разговара и преговарачите на СОНК ќе разговараат дали ќе изгубиме многу денови или не. Јас се надевам што побрзо и замолувам од владата да седнат со преговарачкиот тим на СОНК и да изнајдат заедно прифатливо решение, што би било задоволено членството и нивните барања. Значи не е овде само платата, тука и колективниот договор, додатоците на плата тука влегуваат и сите барања што ги имавме на прес изнесени.